Добар ден на сите. Најпрво морам да ви кажам дека ми е многу драго што сум денес заедно со вас овде. Артан е инаку 3 години помалку од мене, што не е малку. Почитуван Артан, колега од владата, почитувани учесници на школата за млади лидери, Peace Forum Dialog, почитуван домаќин, почитувани присутни. Оваа година одбележуваме 22 години од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор, кога нашата држава отвори ново поглавје од својата понова историја, и тоа во духот на мир, во духот на соработка, добрососедство и пред се во духот на взаемна почит и разбирање. И овие две последни мислам дека се најважни, бидејќи без почит и без разбирање многу тешко можат другите работи да се остварат. Пред 22 години јас бев од прилика некаде колку што сте вие денес, и тогаш беше сосема друга атмосфера во државата. Инаку јас доаѓам од една од општините кои што се веројатно најмешани од аспект на етничка припадност, од Куманово. Не знам дали има од Куманово тука некој друг. Ево, ние не се знаеме, ти си помалку од мене. И во тоа време имаше луѓе кои што сметаа дека не треба да се седне на маса. Меѓутоа имаше луѓе кои што сметаа дека треба да се седне на маса и да се продолжи заедно напред. Знаете, ние тука сме живееле илјадници години заедно и ќе живееме уште илјадници години заедно, без разлика на какви промениенци и политички припаѓаме, без разлика на тоа какви определби имаме. Меѓутоа заедничко на сите е дека сакаат да имаат подобар и поубав и помирен живот, како што секој човек на планетата тоа го сака. И не секој човек на светот има среќа да има своја држава. Има народи кои што бројат и по 20 милиони, меѓутоа немаат своја држава. Ние ја имаме таа среќа, бидејќи сме имале таа визија како држава. И во Втората светска војна, и во времено од Османлиската империја, и денес да имаме своја држава, и имаме своја држава. И таа држава почива на неколку клучни договори кои што ние ги имаме направено и внатре и надвор. Основниот договор внатре е Охридскиот рамковен договор. Бидејќи јас Охридскиот рамковен договор секогаш го нарекувам договор за мир и иднина. И тоа е точно тоа и го донесе. Тој донесе мир и донесе иднина која што сите ја посекуваме. Прво, да секој биде почитуван, да секој граѓанин може, без разлика на својата етничка припадност, да има држава во која што може лично и професионално да напредува. И добивме држава во која што сите имаме заедничка цел. А тоа е многу важно, бидејќи ако во било кој колектив не постои заедничка цел, тогаш многу тешко е да се развива. Таа наша заедничка цел е остварување токму на двете работи со кои што не задолжиле во 1991 година граѓаните, а тоа е оваа земја да стане земја членка на НАТО, што значи да биде земја сигурна, безбедна и почитувана во светот, бидејќи земјите членки на НАТО се најпочитувани земји во светот. И втората цел е да станеме земја членка на Европската унија, бидејќи пак Европската унија од друга страна е унија на држави во кои што на највисоко ниво, како што е во Соединетите американски држави, има економски напредок, социјална правда и демократија. А демократијата е слобода на изразување, слобода на политичко здружување, слобода на медиуми, и тоа е она за што се бореле сите наши предци. Вие ако ги погледнете сите револуционери од овој регион, без разлика во која организација припаѓале, сите тие се бореле за иста работа. Се бореле за слобода, се бореле за права, се бореле за еднаквост и се бореле за правда. Без разлика кој каде припаѓал. Ние донесовме тешки одлуки во изминатиот период. Знаете, не е лесно да донесете одлука со која што е потпишан првиот договор меѓународен, кој што ги става темелите на нашето меѓународно етаблирање. И тука мислам на договорот со Грција, на преспатниот договор, бидејќи со него се ставаат темелите на држава која што стана земја членка на НАТО,
И второ, договорот за добрососедство со Бугарија, врз основа на кој успеавме да добиеме преговарачка рамка минатата година и после 17 години чекање да станеме земја која преговара со Европската Унија и има отворено преговарачки процес. Пред нас имаме уште една одлука, а тоа се уставните измени, после која ќе ги отвориме и кластерите. И во моментов, значи од моментот на одржување на првата меѓувладина конференција во јули минатата година, се зависи веќе од нас. Гледате, првиот извештај стигна и во него точно се гледа што треба да поправиме. Јас кажав, кога почна скринингот, кој ќе почне да доаѓаат извештаите, ќе дојде крајот на лагата. Бидејќи сега можеме ние да кажеме едно, па да кажеме друго, па да интерпретираме, меѓутоа кога ќе ви дојде извештај со показатели, тогаш веќе нема интерпретација. И гледате извештајот, никој не го интерпретира. Тој е веќе достапен во јавноста 2 недели, мислам. Ниту една интерпретација нема. Зошто? Бидејќи таму има работи од кои што сите треба да се срамиме. Затоа. Зашто не можеш да најдеш виновник во извештајот. Зашто виновни сме сите. Тоа ни го каже еден амбасадор минатата недела. Не е виновник само еден. Виновник е секој кој што учествувал во нешто што не функционира. Меѓутоа, по друга страна, на сите нас е предизвикот да заедно ги поправиме работите и кога ќе ги поправиме, и кога ги затвориме сите кластери, да станеме земја членка на Европската Унија. Ние велеме до 2030 година, и јас сум убеден дека тоа може да се направи пред 2030 година, и тоа е токму година кога практично вие ќе бидете таа генерација која што ќе треба да седне во столчињата и во сектор за европски интеграции, и во столчињата во академија, и во столчињата во бизнисот, па и во Европскиот парламент, и да ја застапуваат таму државата. А државата најубаво се застапува кога ја застапуваат сите оние кои што живеат во неа на паритетна основа. Тоа е најубавиот начин на застапување. Тука се гледаат различностите, тука се гледаат различните културни аспекти на една држава, идентитетски аспекти и така натаму. И сето тоа е нешто на што ние можеме да се гордееме. Бидејќи секој што дошол во Македонија, кажал дека се работи за преубава држава. Македонија е ретка држава, велам ретка, и тоа може неколку да изброите на прсти, каде што на 500 метри квадратни имате и џамија, имате и црква, имате и синагога. Тоа е богатство кое што го немаат сите. И каде што во тие мала, луѓето со векови живееле заедно, се подржувале и во добро, и во лошо, си оделе по свадби, оделе на Рамазан, оделе на Великден, оделе на Василица и на сите други заедно празници. Ја бар така одев во Куманово, пошто ние сме така помешани, да кој ќе трнеа празниците, празнувавме од април до јуни. И, не знам, мене ми направили говор, ама ја од прилика кажав се што сакав да кажам. Сакам да повторам дека Охридскиот рамковен договор го замени оружјето на терен со говор на разумна маса, ги институционализираше отворените прашања и испрати порака дека проблемите не се решаваат со конфликт, туку се решаваат преку диалог и дебата. И токму тоа и се случуваше во Охрид. Диалог и дебата, исто како што вие сега присуствувате и учествувате на форум, каде што се учите како да учествувате во диалози и во дебата со ваши врсници, меѓутоа кои што имаат разлики од вас, кои што се природни, меѓутоа сите заедно имате иста цел. И како што вели самиот договор, не постојат територијални решенија за етнички прашања. И тоа најдобро се потврдило на Балканот. Погледнете ги само сите војни кои што се воделе, на крајот сите завршиле на маса и сите завршиле во истите домови во кои што живееле. Ништо не се променило. Секој живее во истото мало, секој го има истиот комшија, секој го има истиот роднина и сите одиме кај соседите и на свадби, и на родендени, и на крштевки, и на сите други обичаи кои што се прават. Преку овој договор се овозможи континуитет на општествената кохезија и се отворија можности за унапредување на правата на заедниците преку уставни и законодавни измени.
низа закони, како што е, например, Законот за употреба на езиците, создадува простор за заштита и негување на правата на етникумите, но и заштита на нацијата во целина. Вие гледате дека еден од клучните елементи кои што ги преговаравме во Брисел при преговарањето практично на преговарачката рамка беше македонскиот јазик. И тогаш цела држава, без разлика на кој јазик зборуваме, застанавме зад чист македонски јазик во преговарачката рамка. И за тоа немаше компромис за никого. За било кој министер и за било кој представник на било која политичка партија. И тоа јасно го кажаа сите. И затоа на таа тема нема дебата во општеството. Бидејќи сите искрено застанаа зад македонскиот јазик. Исто како што сите застанавме зад правата на сите заедници во општеството преку носењето на другите закони. И само на тој начин може да се напредува заедно, со искрен пристап и со подршка, кога на тој што ти е најблиску до тебе му треба подршка. Зашто ако на тој најблиску до тебе, кога му треба подршка, не му дадеш подршка, не можеш близина да сториш. Тоа е најважното. И ние низ историјата имаме многу бројни примери кои што покажуваат како луѓе од различна припадност си помагале и во партизанските батальони, и во комитските чети, и во владите, и низ разни тимови во кои што заедно работеле, од репрезентации, па се до културни ансамбли. Денес ние ги гледаме и резултатите од тие наши стремежи, не само преку реализацијата на законските акти, туку и пренесување на заложбите за градење на мир на младите со цел да ја продолжат афирмацијата за целосна интеграција на граѓаните во сите сфери на животот. Таков пример е школата за млади лидери, која веќе втора година поред ги поддржува младите да се стекнат со знаење кои ќе им ги прошират видиците и ќе умеат подобро да ја разберат земјата во која живеат и светот во кој функционираат. И драго ми е што денес нашите знаења и искуства и пред се вредностите кои што ги споделуваме, ги негуваме и со нив остануваме да продолжиме понатаму по патот на европска држава. Од оваа временска дистанца денес, сакам да истакнам дека е непобитен факт дека Охридскиот рамковен договор го донесе мирот и постави цврста рамка за меѓуетничките односи и пред се меѓуетничкиот соживот, застичувајќи го територијалниот интегритет и суверенитет на државата. Немојте да се сомневате дека без Охридскиот договор немаше да има ниту Преспански договор. Без Преспанскиот договор немаше да има ниту договор за добрососедство, а без овие три немаше да има ни преговарачка рамка со Европската унија. Ниту ќе имаше членство во НАТО. И тогаш никој немаше да ни биде крив. Самите ќе си бевме криви на себе си. И јас секогаш кога разговарам со представници на други држави, тогаш токму ова им го истакнувам. Дека само заедно можат да се направат добрите и големите работи. Се друго е само фикција и утопија, која никогаш не се потврдила како точна на просторите на целиот Балкански полуостров или на било кој друг простор каде што има такви, јас ги нарекувам идентитетски конфликти. И ако отидете во Обединетите нации, а јас сум убеден дека добар дел од вас ќе имаат можност во својата кариера да одат во Обединетите нации, јасно е наведено во документите на генералниот секретар дека Охридскиот рамковен договор е одржливо решение за решавање на идентитетски прашања во една држава каде што постоело конфликт. И тоа нас не прави горди кога одиме во Њујорк и кога разговараме на оваа тема. Сите заедно со почит кон другиот, со взаемна грижа и посветеност, мора да си помагаме едни на други, а така и да ја градиме нашата држава. Ние како држава излековме поуки од минатото.
Излековме поука дека предизвиците не прават посилни и не потикнуваат да одиме напред, бидејќи во заштитништвото е силата. Вие пратите медиуми повеќе и од мене. Она што го гледавме минатата недела во Тетово и во Чаир, ја многу јасно го кажав, тоа не води никаде. Најлесно на мене ми е да бидам популист. Популист денес ќе станам. Ама утре дента кога ќе се разбудите, што правите? Првиот ден ќе добиете аплауз. И вториот ден ќе добиете аплауз. Може би и третиот ден ќе добиете аплауз. Меѓутоа четвртиот ден кој ви е планот за понатаму? Знаејќи на што ве учи историјата. И затоа велам дека секогаш е подобро заедно, со почит, да се оди напред. Охридскиот рамковен договор е успешен затоа што создаде стабилна основа за креирање на општеството, каде ќе се почитуваат правата подеднакво на сите во државата. Ние за тој договор имавме огромна поддршка од нашите стратешки партнери, пред се тука мислам на Соединетите Американски држави и на Европската унија. Ако ги видите сликите од потпишувањето, токму тие се гаранција на Охридскиот рамковен договор. И денес, како и тогаш, Република Северна Македонија се очекува да ги оправда надежите на своите граѓани и храбро да донесе одлуки со кои што ќе чекори напред во остварувањето на визијата за подобра иднина на сегашните и идните генерации. А тие одлуки и таа храброст не може да биде декларативна. Таа мора да биде реална. И храброста и определбата за една таква заедничка визија иднина ќе се види во парламентот. Кој ќе поддржи, а кој нема да поддржи глас за Европа и отворање на клавцерите, продолжување на преговорите и нормално завршување на преговорите, бидејќи ако го погледнеме капацитетот, усогласеноста на нашето законодавство, тогаш јас ви уверувам дека ние сме понапред и од Албанија, и од Црна Гора, и од Србија во делот на усогласувањето со Европската унија, иако две од овие држави што ги наброев веќе преговараат со Европската унија. Ние предолго чекавме за нашата шанса да станеме дел од Европската унија и не смееме така лесно да ја испуштиме. Бидејќи тоа е можност за подобар и поквалитетен живот за сите нас. Ние имаме премногу изгубени генерации кои што отидоа да живеат надвор за држава со поголема економски просперитет и подобра социјална заштита и пред се поголем пазар на кој што побрзо се напредува. Ние немаме наши луѓе кои отишле во туѓа држава, да таа држава не е дел од Европската унија или Соединетите Американски држави. Сите наши таму одат. Затоа утопистички се одредени идеи што ги имаат некои политичари кај нас, дека можело да се има алтернативен концепт, па да сме оделе некаде сами. Ние пробавме 11 години сами во време на минатата влада. И кај стигнавме? На истото место. Само со слобода на медиуми на 140 место во светот, заробена држава по сите стандарди меѓународни, режим по сите меѓународни стандарди, редење на вести од почеток до крај секој ден, културен инженеринг на 2 километри простор на плоштадот во град Скопје. И на крајот тргнавме па од почеток. Бидејќи ако немате континуитет во остварувањето на чекорите за остварување на одредена визија, тогаш ќе мора секогаш да почнувате од почеток. И затоа велам дека сега треба да продолжиме, а не пак да застанеме и пак да почнуваме од почеток. Граѓаните од нас очекуваат да продолжиме храбро, напред сите заедно и сите како едно да ги оствариме нашите децениски заложби, како граѓани на Европска Република Северна Македонија. Јас имав толку да ви кажам
И уште еднаш ви повторувам, почитувајте се, поддржувајте се, бидејќи така и ќе ве почитуваат, и ќе ве поддржуваат повеќе и сите други околу вас. Ви благодарам.